Денеска ќе ви одржам видео час по предметот Природни науки за четврто оделение на тема скелет и мускули со наставна содржина безбедна употреба на лековите. Целта на овој час е ученикот да ја објаснува улогата на лекарствата и нивната правилна и безбедна употреба. Потсетувајќи се за улогата на лековите, рековме дека треба да запомниме дека апчињата не се бомбони и не треба секогаш да ги земаме кога нам тоа ќе ни текне, туку секогаш да се придржуваме кон упатството и да ги земаме кога докторот ќе ни каже. Во овој момент би сакала да ве замолам да притиснете пауза на ова видео и прашањата и задачите кои што ги гледате на екранот да ги препишете во вашите тетрадки по природни науки и да ги одговорите. Набројте кои лекови ви се познати, за кои болести ги користите, се сеќавате ли на вкусот на лековите и како брзо почувствувавте дека лекот ви помогна. Што мислите? Дали е можно да се закрепне од болест без лекови? Да размислиме. Но пред да одговориме на ова прашање, треба да се потсетиме на тоа што е лек. Лекот представува производ за кој по научен пат е утврдено дека се применува на луѓе или животни во одредена количина и на специјално пропишан начин. Се употребува заради откривање, лечење на болести или пак за некои други медицински цели. Лековите може да се внесат во многу мал степен, но сепак да влијаат на состојбата на другите органи. Затоа, пиењето на лекови мора да се третира многу внимателно. Дури и кога пиеме витамини, тие треба да се пијат само во присуство на возрастни и во количина препорачана од страна на медицинско лице, бидејќи тие можат да предизвикаат најразлични промени на нашето тело. Една од тие промени е и алергијата. Алергијата представува остра реакција на имунолошкиот систем на обично безопасни супстанции, или за да подобро разберете, алергија е кога некоја несакана материја влезе во нашето тело и предизвика одредени промени на истото. Најчести знаци или симптоми на алергија се црвенило на образите, осип по телото, насолзени очи, кивање, кашлање, течење на носот и ред други симптоми. Запомнете, не постои безопасен лек. Секој лек, ако не се пие како што треба, тогаш е опасен. Лекот треба да се зема само по препорака од медицинско лице и секогаш во присуство на возрастни. Лекарствата можат да ни помогнат во ублажување на најразлични симптоми, најчесто кога чувствуваме болка во телото, кога кашламе, кога имаме зголемена температура, кога сме настинати, кога киваме или пак кога имаме течна столица. Важно е да се знае дека никогаш не треба да се лекуваме на своја рака, односно да се лекуваме на памет. Секогаш треба да се придржуваме кон патството и да ги следиме препораките од медицинското лице. Возрастните треба да го прочитаат упатството и да се придржуваат до него. Лековите не треба да се фрлаат во канта за отпадоци, ниту пак во отпадни води. Лековите секогаш треба да се фрлаат во специјално определени места за таа намена. Сега повторно ќе ве замолам да го стопирате видеото и во вашите тетрадки да ги препишете следниве прашања. Какви лекови имате во вашиот дом? Како тие се чуваат? Колку често се обновуваат и која следи важноста и рокот на лековите? За овие прашања нека ви помогне некој од домашните. Лековите можат да се примаат на најразлични начини. Најчесто тие се примаат преку уста, со инхалации или пак со инекции. Јас знам дека вас ви е најубаво да ги примате преку уста, бидејќи инекциите болат. Покрај алергијата, труењето е друга болна состојба која може да настане во телото. Таа е предизвикана од внесување на отровна супстанција во самото тело. Кога е можно труење со лекарства? Кога пиеме, односно конзумираме поголема количина на лек. Кога пиеме лекови со истечен рок на траење или пак кога земаме лек кој што ја предизвикува алергија. Постојат
или пак неправилна работа на срцето. Доколку дојде до труење, тогаш можеме да си помогнеме самите на себе. Да се јавиме на брза помош, да пиеме многу вода со што ќе го измиеме стомакот, да предизвикаме повраќање со 2 прста во грлото, со ставање на 2 прста во грлото и на тој начин да го повратиме сето она што сме го внеле преку лековите и кога ќе почувствуваме дека не можеме убаво да дишеме, полесно ќе дишеме ако легнеме на стомак. Секој лек во пакувањето покрај таблетите содржи и упатство кое треба секој да го почитува. Упатството најчесто содржи што представува лекот и за што се употребува, што треба да се знае пред да се употребува лекот, како да се употребува лекот, кои се можни несакани дејства од лекот и како лекот се чуva. На крај да заклучиме дека секогаш треба да постои прецизност и предпазливост при земањето на лекови со цел да се избегне труење. Твоето здравје е во твоите раце. Како ти ќе се грижиш за твоето здравје, толку ќе бидеш здрав. На крајот на часот би сакала да направиме една практична вежбичка да го измериме очукувањето на срцето, односно пулсот. Пулсот се слуша како чука на рачниот зглоб под основата на палецот во вдлабнатината помеѓу двете коски. Со двете прстиња и нежен притисок ќе ја вадите вдлабнатината помеѓу двете коски, како што е прикажано на сликата, и ќе го пресметате очукувањето на срцето, односно пулсот, за 1 минута. Ви благодарам што бевте дел од овој видеочас. Останете во добро здравје и до некое следно видување ве поздравувам.